кога станува збор за одредени ветувања кои што се даваат во јавноста, значи ние некако трпневме на сите тие ветувања дека ќе се реши аерозагадувањето. Добрата страна на целиот проблем, на целата приказна е што поради притисок на јавноста, поради притисок на граѓаните, на новинарите, на граѓанските организации, аерозагадувањето влезе во агендата на политичките партии последниве 10 години. Па така да сите поголеми политички партии почнаа да вметнуваат проекти во нивните програми пред избори. Некои од тие проекти се нереални, некои се реални, можеби доколку се работи на нив, некои се чисто флоскули дека ќе го решиме проблемот со аерозагадувањето, без при тоа наведување на конкретни решенија, бидејќи ако внетнат конкретни решенија, граѓаните ќе ги очекуваат тие решенија. Вака со празен говор само се оди на тоа дека ќе го решат проблемот, а во мандатот нема да работат ништо, односно нема да променат ништо. И ние како граѓани некако отрпневме на тие ветувања. Сега, кога станува збор за минимизирање на штетите или пак на самите последици од тие не зборуваат за бројки. Значи државните институции никогаш нема да излезат со вистински бројки и да речат дека оваа година наместо 3000 загинати поради аерозагадувањето имаме 2800 на пример поради мерките кои што сме ги донеле, бидејќи тие бројки не им одговараат. Така да нема да видите примери каде што ќе излезат со бројки во кои што ќе кажат дека наместо 300 милиони загубени во здравствениот систем, ние сме загубиле само 200 милиони оваа година. Тие бројки не им одат во прилог на самите политичари, никогаш нема да ги чуеме.